ова издание. Дали Балканот ќе се сврти повеќе кон САД после застојот во проширувањето на ЕУ? Разговараме со експертот Ричард Кремер. Итен состанок на федералните судии, загриженост за притисок врз нив во случајот со близок соработник на Трамп. Сезонскиот грип го преполови бројот на ученици во македонските училишта, амбулантите полни. Останете со нас. Добро вечер. Го гледате Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Вест број 1 и натаму е коронавирусот. Бројот на заболени во Кина надмина 72.000 лица, а починале речиси 1.900 луѓе. Во САД пак евакуираните од бродот со заболени патници се во карантин. Следат вестите. Државната кинеска телевизија објави дека едно лице кое починало од вирусот во вторникот е Лиу Джи Минг, директор на болницата во Вухан, главниот град на провинцијата Хубеј, што е епицентар на епидемијата. Светска здравствена организација во својот последен извештај соопшти дека има 794 потврдени случаи на инфицирани со коронавирус надвор од Кина. Националната асоциација на федерални судии ќе одржи итен состанок во среда откако официјални лица од одделот за правда реагирале во случајот во кој е инволвиран близок соработник на претседателот Доналд Трамп. Од асоциацијата истакнува дека постои загриженост за нападите врз некои од судиите и дека тоа ќе биде главната тема на разговорот. Американската извитничка организација за момчиња поднесе барање за банкрот. Со потекот се очекува да се отвори можност за компензација на лицата што како момчиња биле злоупотребени, додека биле вклучени во програмите на организацијата. Застојот во проширувањето на ЕУ и Брекзит создадоа ситуација во која е можно дел од земјите на Балканот да се свртат повеќе кон САД и кон Велика Британија, сметаат од Алијансата САД Европа. Јане Бојаджиевски разговараше со експертот Ричард Кремер на оваа тема. Ричард Кремер е претседател на организацијата Алијанса САД Европа во Вашингтон и во интервју за Гласот на Америка признава дека засега има застој на патот кон членство во Европската унија и нема формула како да се надмине. In large part because of the EU's decision to suspend the accession process back in October. Најмногу поради одлуката на Европската унија во октомври да го суспендира процесот на проширување. Генерално влада е оптимизам, има некаков економски растеж во регионот, нема знаци за отворен конфликт. И јасна е желбата на жителите од Западниот Балкан, особено Македонија и Албанија, за демократско интегрирање во Унијата. Запрашан, какви импликации носи одлуката на Брисел да го одложи почетокот на преговорите со Северна Македонија и Албанија врз другите во регионот, Крамер вели. It's certainly a damper for the aspirations of other countries in the region. Сигурно е разочарувачки за аспирациите на другите земји во регионот. Предпоставувам дека прашањата кои ги поставуваат е кому сега да се подпреме, ако ЕУ привремено е уморна од проширувањето. Можеби ќе сакаат да ги пренасочат своите држави кон поблиски односи со САД и со Велика Британија. Меѓутоа, дали ЕУ може да го задржи кредибилитетот на Западниот Балкан покрај ефектот од привременото замрзнување на проширувањето? That's a tough question to answer because that's a question for folks in the Balkans. Тоа е тешко прашање да се одговори. Тоа е прашање за граѓаните кои живеат на Балканот. Дали тие сметаат дека е нарушен кредибилитетот на Европската унија? Кога ќе ги видите анкетите кои натаму покажуваат дека мнозинството сака да биде дел од унијата, тоа не е случај. Но целосно ја разбирам разочараноста на Црнагора, Северна Македонија и Албанија кои што презедоа многу реформски чекори кон евентуално членство и сега мора да почекаат зашто вратите на ЕУ се затворени. И додека ЕУ се колеба за интеграцијата на регионот, Москва е будна. Изминатата деценија регистриран пораст на стапката на руско влијание, зацкриено или отворено, подсетува Кремер. The mask is off at this point. There's much greater awareness in European capitals and here in Washington. Маските сега се симнати. Има голема свесност во европските метрополи и овде во Вашингтон за руската стратегија кон Западниот Балкан. Русија и натаму е активна на Балканот, но како што изложивме во нашиот документ за англо-американско партнерство на Западен Балкан, треба да се воочат економската и геостратешката важност на регионот и со подобрување на инфраструктурата и зголемување на финансиската поддршка и развој, граѓаните да бидат во можност да носат правилни одлуки за нивната иднина. Опасност од привремен прекин на наставата постои за дел од македонските училишта. Причина за тоа е сезонскиот грип кој го преполови бројот на ученици, а ги наполни амбулантите. Мики Трајковски известува.
Грипот кој се шири во Македонија ги наполни амбулантите, но го преполови бројот на ученици во училиштата. На удар според лекарите, најмногу е најмладата популација на возраст од 5 до 19 години. Од училиштата велат дека наставата од почетокот на второто полугодие се изведувала во вонредни околности, бидејќи во дел од класовите недостасувале и повеќе од половина од бројот на ученици. Имаше моменти кога во одредени паралелки беа скроз преполовени учениците, дури десеткувани, да речам, од можеби 27 ученици и 8 само 10 ученици беа на настава. Во овој период секоја година има зголемена фреквенција на вирусни заболувања и грип, но годинава бројот на заболени е многу поголем, вели Никола Филев, педијатар. Овој пат овој грип некако со трахеално засегање, кој може да се пренесе и на белите дробови, поготово кај малите деца. За жал ги имаме доста такви, кои мора дури да завршат и на детското оделение, кое е преполно со болни, со бронхити и пневмонии. Филев додава дека актуелната состојба со грипот воопшто не е наивна и оти надлежните треба да донесат соодветни мерки. Кога е шпиц на вакви епидемии, обично се прави пауза, да немат ширење меѓу децата, поготово меѓу децата. Тие се највулнерабилни, ранливи. Од Институтот за јавно здравје не ја исклучуваат можноста ако ваквиот тренд на ширење на грипот продолжи, да се разгледа можноста за привремено затворање на училиштата. Кога имат зголемен број на заболени и големо отсуство на учениците од наставата, крајна мерка е затварање на училиштето. Најмногу заболуваат школски деца бидејќи не се вакцинирани, што ја потврдуваат ефикасноста на вакцината против грип. Инаку во првите 6 недели од оваа сезона, бројот на заболени во државата е околу 11.000. Во споредба со истиот период од минатата сезона, постои зголемување на вкупниот број на пријавени случаи за 66,3%. До сега една 14-годишно девојче почина на клиниката за детски болести во Скопје поради компликации од ова заразно заболување. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. За крај ве водиме во Венеција, Бразил, Норвешка. Сезоната на карневалите е во полнег. Маскирани туристи со огномети ги испраќаат старата година и зимата. Известува Златица Хоук. Карневалот во Венеција е еден од најстарите и најпознати во светот. Започна со костимирана забава, продолжи со парада на бродови на големиот канал. Илјадници маскирани жители посетители се наредија на каналот да му посакаат добре дојде на Пантагена, джиновски стаорец кој е карневалска маскота. Традицијата на носење маски за време на карневалската сезона датира од пред стотици години, овозможувајќи им на учесниците да го сокријат нивниот идентитет и меѓукласните разлики. Оваа година фестивалот тематски насловен Љубов следи по големите поплави во Венеција во есента и во услови на засилен страф од коронавирусот кој се шири од Кина. Венеција претрпе многу поради поплавите, а сега и вирус. Навистина не ни требаше тоа. Посетителка од Бразил, дом на познатиот карневал во Рио, вели дека карневалите се различни, но еднакво интересни. Прв пат сум во Венеција и одлично е. Ми се допаѓа шоуто, градот. Може да се споредува со Бразил. Забавно е, прекрасно. Сите тие маски, луѓето. Ми се допаѓа. Рио ја продолжи карневалската сезона да трае повеќе од еден месец. Мислам дека карневалот е демократски момент. Сите се еднакви, нема разлики. Карневалот го возможува тоа за оние кои уживаат во него, играат и пеат. Кинеските медиуми презентираа спектакуларно телевизиско шоу за годинешниот фестивал на фенерите, одавајќи им почит на медицинските екипи кои учествуваат во борбата против смртоносниот коронавирус. Градот Јокмок во северна Шведска организира годишен маркет кој на посетителите им нуди прилика да учествуваат во трка на санки кои ги влечат ирваси. Учествува во трката, тоа е животно искуство. Фантастично беше. Трката со ирваси е традиција на домородната заедница Сами, чии припадници живеат во Шведска, Норвешка, Финска и Русија. Го гледавте Ньюслеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Ви благодарам за вниманието и пријатно.